Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е заменик председател на владата, задолжен за спроведувањето на Охридскиот рамковен договор, господинот Муса Џафери. Господине Џафери, по 12 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, се уште зборуваме за ефектите од реализирањето на истиот. Како вие го оценувате спроведувањето на Охридскиот рамковен договор? Прво, точно е дека треба да се истражува и да се дебатира за целиот период што сега ќе имаме 12 години од подпишувањето на рамковниот договор, што е спроведено, како беше, кои се резултатите, бенефитите од тоа, и има многу работи, многу теми, мислам, во таа голема тема. Прво, ние сме свесни сите дека имаше промени на уставот. Па после тоа се донесува многу закони. Па после тоа требаше еден период да се спроведуваат во пракса тие закони, па да се види реакцијата од пракса. Има многу постигнувања, има уште отворени теми или тоа ќе се види преку извештаите од сите тие дебати што ги имавме, и тоа ќе се сублимира на еден документ за да биде за внатрешна употреба, кои ќе бидат приоритетите во идните години за спроведување на тие политики кои произлегуваат од рамковниот договор. И по толку години поминати во градење на меѓуетничкиот соживот во земјава, на последните избори во Струга и Кичево видовме дека победи етничката поделба. И македонската и албанската страна играа на таа карта. Дали тоа значи дека на локално ниво не функционираат работите како што треба? Очекувањата беа и тек тоа ќе се тестира што може да се решава на локално ниво. Например, како што е Гостивар, Кичево, Струга, било која општина. Реакциите тек сега доаѓаат. Дека ако јас ќе бидам малцинство во Струга, тогаш ќе се борам за моите права, ќе реагирам, што е нормално, заради тоа што ме мајоризира другата заедница. Што е обратно кога ќе биде тема на централно ниво кај институциите. Албанците се жалат со право дека за некои X теми се мајоризират, надгласуваат. И ние сме во тој процес истражувања кои ќе бидат механизми да се заштитиме, ама да бидат универзални за сите. Ќе има и на локално ниво коалиции. Во прв поглед ние сме свесни дека тие нема да бидат најдобри ако се по етничка линија, али треба да навикнеме да се понашаме како опозиција или и да се понашаме кога сме на власт. И да сме свесни дека нема да бидеме вечно на власт, пошто ќе преминеме на другата улога. Ќе влеземе во другата кожа, да кажам вака, и може да размислиме како ќе се чувствуваме кога ќе поминеме во опозиција. Има ли конечен извештај за вработувањата по правична застапеност, конкретно за оној дел на луѓе кои што се вработуваат, а зимаат плата и седат дома? Има ли конечни податоци што се случува по ова прашање? Во тој процес ние во континуитет примиме за да се подобри, да се постигне балансот на правична застапеност. Да бидеме малку поотворени. Не се примат само албанци. Во континуитет се примат и македонци. И тоа не сум против. Ама мислам дека се представува една слика еднострана. Треба да ги видиме двете страни на медалјата. Ако во тој надпревар, во континуитет што е нормално се примат и македонци, ние нема да ја стигнеме целта. Тој е некој вид, ние трчаме како по некоја пирамида, која нема крај, што не е возможно да ја издржува буџетот. А евидентиран е таков случај дека
администрација која што се вработува или македонци кои што се вработуваат во администрација седат дома, а не знам, не смем да кажам, ама знам едно дека се примат и треба да се примат и македонци. Дали тие се во X институции, немам проверка. Али кај, пошто ние како бројки, релативно кажем може да биде 100, 200, 300, додека ќе се административно ќе се процесуират, ќе се најдат адекватни места, треба процедура. Не кажам дека нема некој застој. Али не е тоа перцепцијата кој тие седат дома и дека е некоја голема бројка. Например, ако ги гледаме денеска, имаме промена, утре ќе имаме друга промена. Сите тие процедури кои треба да ги поминеме за да бидат тие на тие места каде мисли владата или институциите дека најадекватно е, што не е лесно да се најде адекватно место и не е некоја голема бројка која можеби до крај на годината нема да има. Имате ли барем податоци приближно во кои рамки се движи бројката? Ние примивме сега што уште не е завршена процедурата до Агенцијата за вработување и така натаму, некоја бројка која не беше мало 260 и више. Ако имаш уште 260 на памет зборам кои чекат, кои биле од претходниве огласи, тогаш отма имаш една бројка од 500. Ако ќе се излезе преку новините 500, тоа ти изгледа дека е голема бројка, што и е. Али случајот е тој што во процедура треба да поминат што има бюрократија, тоа е точно, што треба да поминат преку Агенција за државни службеници, Министерство за финансии, да се променат сите тие систематизации на сите тие институции кои ќе примат 5, 6, 15 и тука ќе поминуваат неколку месеци. Како еден од највисоките функционери во ДУИ, пред 3 месеци изјавивте дека целата влада има заеднички став по прашањето за името. Во изминативе неколку месеци во јавноста се доби впечаток дека работите стојат поинаку. Неодамна господинот Ахмети излезе во јавноста оценувајќи што според него е прифатливо горна или северна Република Македонија, а од другата страна, од вашиот коалиционен партнер ВМРО-ДПМН, не слушнавме став по ова прашање. Што се случува во меѓувреме? Има ли некакви разлики во владеачката коалиција по ова круцијално прашање? Прво мислам дека нема. И нема некој разлог да има. Промената можеби да се види како ќе се произнесуваат лидерите на една, две или три партии, во конкретниот случај коалицијата. Знам дека не сега одамна председателот на ДУИ, господин Ахмети, е произнесен дека нема да се согласиме ако ќе дојд евентуално теоретски до тоа да се нарекува Република Слабо Македонија или национална Македонија и имаше фиром. Али за другите решенија сме отворени кои можеби ќе бидат компромисно решение на двете страни, Скопје и Атина. Ние треба да ја протолкуваме и од друг аспект. Добрососедските односи се условно се бара за сите, не само за нас. Да се преговара, да се влезе, да се зачленува во Европска Унија. Ако тие добрососедски односи има уште отворени теми, треба да се решават преку диалог, компромиси и така натаму, без да преодицираме која ќе биде решењето. И ДУИ не преодицира, што нема да ја прави таа грешка. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Вам почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.